Представниците на преодната венецуелска влада, предводена од опозицијскиот лидер Хуан Гуаидо, наидоа на мало отпор кога неодамна презедоа две згради од Министерството за одбрана на Венецуела во Вашингтон и една конзуларна зграда во Њујорк. Оваа зграда беше окупирана на нелегален начин од представниците на режимот на Николас Мадуро. Председателот Николас Мадуро веќе ги отповика сите 55 венецуелски дипломати во САД. Но 12 решија да останат и да го поддржат Гуаидо, лидерот на Националното собрание, кој себе си се прогласи за преоден председател, откако Мадуро ги спречи противниците да се кандидираат на минатогодишните избори. Вашингтон ги повлече своите дипломати од Каракас, спречувајќи било каков потенцијал за одмазда против официјалните представници на САД, но безбедносните сили на Мадуро оваа недела го апсија шефот на кабинетот на Гуаидо Роберт Мареро. Министерството за надворешни работи на Венецуела го осуди преземањето на зградите како кршење на меѓународното право, но владата на Гуаидо е легално призната од САД и повеќе западни земји. Ова не е единствен преседан во историјата. Во 2011-та тогашниот председател Барак Обама ја префрли контролата врз либиските дипломатски средства во САД на преодниот национален совет за да го поддржи соборувањето на Моамер Гадафи. Поверојатно е дека постои заштитна моќ, што значи друга држава на која Венецуела му го доверила својот имот и контрола како вид на управување, а САД може да преговараат со неа за да го олеснат овој трансфер. Со контролата на дипломатските представништва во САД, опозицијата ќе има легитимна платформа за одобрување на пратките за помош кои досега беа блокирани од страна на безбедносните сили на Мадуро или дури за барање за воена интервенција за соборување на Мадуро. Постои можност САД или некоја друга влада да побараат од Гуаидо да овласти воена интервенција и да побара сакаме САД да влезат во Венецуела да ни помогнат повторно да ја воспоставиме контролата на државата. Иако Мадуро останува на власт во Каракас, сега опозицијата ќе зборува во име на Венецуела во САД и наскоро ќе бара да ја представува земјата во Обединетите нации и на други меѓународни форуми.